Време за наредниот разговор во утринската програма на Македонската телевизија. Напоминавме уште на самиот почеток на Македонија наутро дека 20 ноември е Светски ден на детето. Кои се активностите на СОС детското село во насока на заштита на децата и обезбедување на пострекно детство на нашите несакани? Наредниве минути разговараме со господинот Зоран Богдановски, советник за застапување во СОС детското село. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата да гостувам. Ајде на самиот почеток, што организира СОС детското село во очи на 20 ноември? Така. Ако имаме предвид дека ние сме организација која што чисто фокус е децата, чисто мисија е да обезбедиме среќен живот за децата, топол дом за секој дете. Значи ние секој ден и секоја година тоа го работиме. Овој ден не го обележуваме со јавни настани, нешто посебно, туку повеќе имаме работилници со децата околу детските права, што е тоа што тие можат да направат за својот живот и така натаму, значи повеќе интерни нешто што се случуваат кај нас. Така да ние се обидуваме секој ден да ни биде прослава на ден на детето, бидејќи за нас тие се најважни. Така, многу активности секако и во текот на денешниот ден, меѓутоа ајде да ги информираме детално нашите гледачи. Вашата мисија, генерално мисијата на СОС детското село е да обезбеди пострекно детство и насмевка на сите дечиња со кои што вие работите. Што значи тоа подробно? Кои активности ги спроведувате со нив? Во што ги ангажирате? Постои така наречена младинска куќа. Што точно работат тие? Значи, кратко кажано, ние се трудиме да обезбедиме топол дом и грижа за секој дете. Што би значило тоа кога требало да објасниме? Ние поддржуваме грижа за деца, за најмалите, во згрижувачки семејства. Тоа е едниот дел од нашата работа. Ние во детското село во Ченто имаме 12 куќи, каде што овозможуваме грижа за тие деца, односно ние веруваме дека секој дете треба да расте во семејство. И за жал, оние дечиња кои што немаат родителска грижа, значи останале без родителска грижа, се згрижени таму. И се обидуваме да создадеме амбиент кој што е семејен амбиент, дури многу пати се шалиме, кај нас имињата на луѓето се Чичко Петре, тетка Сања и така натаму, значи да имаат чувство дечињата дека се во семејство. Покрај таа грижа што таму ја обезбедуваме за нив за да тие имаат безгрижен живот. Понатаму на нивната 14-та година до отприлика 18 година, значи додека се во средното образование, организираме нивни престој и грижа во така наречено, според законот така наречено, организирано живење со поддршка. Она што вие го кажавте, младински куќи, ние така се ги нарекуваме младински програми, но според законот тоа се форма на алтернативно згрижување кој се нарекува организирано живење со поддршка. Значи, ние во детското село во Ченто во моментов имаме 54 деца, инаку бројката оди до 60-62 деца. Се менува, нели, колку деца доаѓаат, колку заминуваат. И 30 на деца во 4 стамбени единици за организирано живење со поддршка. И тука се обезбедува таа основна грижа за децата од сите аспекти, значи дечињата да имаат се што им е потребно за да имаат правилен раст и развој, додека станат независни индивидуи. Трета програма која се надоврзува на овие е програмата за полунезависно живење. Тоа подразбира децата кога ќе станат возрастни, ние ги нарекуваме млади возрастни, над 18 години, кога веќе ќе завршат средно училиште и одлучуваат дали ќе студираат, дали ќе бараат работа. Во наредните најмалку 3 години ние исто така ги поддржуваме. Таа поддршка воглавном подразбира психосоцијална поддршка, но и често пати и финансиска поддршка за оние дечиња што не можат да се најдат. Повторно гледат дечиња, тоа е начинот на праќање наши, иако тие се веќе возрастни луѓе. Или оние што заминуваат на студии и им пружаме поддршка, за да после таа наша грижа се добиеме индивидуи кои се подготвени самите се справуваат со животот. Каков имате контакт со нив? Колку од нив се снашле во животот? За среќа, се повеќе. Во светот, бидејќи СОС детско село Македонија е дел од меѓународна мрежа на СОС детско село или SOS Kinderdorf International, која што има во 133 земји во светот. Че тоа е една огромна мрежа, создадена организацијата во 1949 година. Поранешните искуства кажуваат дека многу малку деца се снаоѓаат понатаму во независниот живот, значи кога треба да бидат самостојни и потребно да беше многу поддршка. За среќа еве овде кај нас во Македонија, во последните години гледаме дека се повеќе деца се снаоѓаат. Тоа е благодарение и на многу мерки на владата која што ги им овозможува на нив да или да најдат работа, или да почнат студираат, бидејќи им дава стипендии, значи поддршка при студирање.
Така да голем дел нашите деца се од нашите, се извинувам, од децата кои што растат во нашата грижа, се снаоѓаат, имаат независен живот. Понатаму што е за нас многу добро, бидејќи тие едноставно се интегрираат во заедницата и немаат никакви проблеми како сите други деца. Така, се ангажирате и околу децата бегалци. За жал, нивното несреќно детство некаде тргнува од истокот па преку Македонија до земјите од Европската унија. Каков е контактот со нив? Колку тие се подготвени да соработуваат, колку лесно можевте да им се доближите, да им помогнете? Во што се состои помошта? Значи, ние почнавме некаде почетокот на август, се вклучивме во бегалската криза, бидејќи во сите тие бегалци, сите тие бројки кога ги гледаме и кога ги читаат по телевизија, не се само бројки, во скупната бројка на бегалци од 20 до 25% се деца, од кој голем дел се многу мали деца, бебиња и дечиња до 6, 7, 8 години, на кои им е потребна помош, и на нивните мајки секако. Значи, оно што ние го правиме, обезбедуваме, најпрвично и така почнавме, обезбедуваме адаптирано млеко за бебиња, така, бидејќи дел од тие мајки го изгубиле своето млеко со целото тоа патешествие и голгота што ја преживеале да дојдат до тука. Понатаму обезбедуваме основни хигиенски пакети, облека и така натаму. Оно што е најново и што почнавме да го работиме од вчера, обезбедуваме пријателски простор за деца, тоа е на излезниот дел од Македонија во транзитниот центар Табановце. Тоа е еден голем објект каде што дечињата имаат услови како да се во градинка. Значи во еден баш пријателски простор има наши вработени кои што се стручни, нели, да пружат поддршка, а тоа е она основна поддршка на почетокот ме прашавте. Значи првото што треба го добиете насмевка, преградка, нешто што ќе го одвлече вниманието. Децата не бараат многу, да. Што ќе го одвлече вниманието од секојдневните грижи, она што го доживуваат. Од друга страна, во исто време, на тој начин им помагаме на родителите да се опуштат, да одморат барем кратко време додека продолжат на својата дестинација, нели, дали е тоа Германија, Шведска, Норвешка и така натаму. Колку ви излегува во пресрат македонската јавност, граѓаните, организациите, институциите во собирање на финансиска помош и за младинските куќи, но и за бегалските кампови? Ова е време на финансиска криза, да бидеме реални. Само да надополнам, ќе ви одговорам на прашањето. Оно што не го спомнавме, ние се трудиме, како што рековме, да обезбедиме топол дом и грижа и семејство за секое дете. Значи, покрај наша грижа за деца, обезбедуваме исто така и превентивни активности, значи работиме со семејства во социјален ризик и со дечиња во социјален ризик, да превенираме да не останат без родителска грижа. Значи, самата грижа за детето не е толку пресудна, понекогаш колку што да се работи со целата заедница, родителите и пошироката заедница, за да се овозможи тие родители да ги подобрат своите капацитети и да обезбедат добра грижа за своите деца. И сега кога и тоа го спомнав, обезбедувањето на финансиски средства, тоа што ние го работиме не е лесно, е многу тешко. Најголемата поддршка нас ни доаѓа од меѓународната мрежа на SOS International, но исто така имаме голема поддршка од јавноста, бидејќи самото име наше кажува што правиме, нели, луѓето не познаваат. Институциите, со нив имаме одлична соработка и со општините, и со централната власт, со владата, со Министерството за труд и социјална политика, со образовните институции, со сите имаме одлична соработка, но, како што реков, ова што ние го работиме е многу скапо, бидејќи вклучува многу деца, многу вработени, многу грижа за тие деца и постојано ни е потребна помош. Така да се обидуваме на секаков начин да дојдеме до средства за да им помогнеме на тие деца и да организацијата живее и да може да го работи тоа што го работи, да остварува својата мисија. Така, ако 20 ноември е Светски ден на децата и голем дел од граѓаните можеби се потсетуваат на него еднаш годишно и на мисијата во поглед на заштита на децата како ранлива категорија, на SOS детското село тоа не му недостига, бидејќи се чини дека 365 дена во годината се посветени токму на нив. Изминатиот период нашата камера присуствуваше на средбата на пеачката Тамара со децата од SOS детското село во Ченто. Дали тоа е, да речеме, своевиден почеток на одбележување на новогодишните празници, така некако, или имате и други активности? Како што спомнавте, да, ние сме активни 365 дена во годината. Постојано имаме настани активности, некогаш се само интерни, без медиуми, многу често се јавни настани. Да, може да се каже дека овој настан што беше пред некој ден е можеби најава, бидејќи овој период, веќе крајот ноември и декември, имаме многу активности, бидејќи повеќето наши поддржувачи и донатори доаѓаат во детско село за да ги видат дечињата, да поразговараат со нив, да видат што случува и да ја понудат својата поддршка. Значи, многу јавни личности доаѓаат во тој период кај нас
Децата се многу активни, организираме приредби, настани со нив, така да, ова е еден, иако работиме секој ден, ова е еден од најактивните периоди до крајот на годината ќе биде најмногу ќе има во јавноста и кај медиумите. Не се сумнавам дека ќе има уште многу проекти за кои што ќе имаме повод да разговараме во некој од наредните изданија на Македонија наутро. За сега ви благодарам за гостувањето во утринската програма. Благодариме на вас на поканата.